На ден Илинден премиерот Зоран Заев ни порача дека бил уверен дека Бугарија наскоро ќе тргнала блокарата кон Македонија, а условите за тоа сите ги знаеме, односно директен удар токму врз Илинден. Источниот сосед од нас бара да сме признаеле дека Гоце Делчев и другите илинденски херои кои се борели својот живот го дале за Македонија во 1903-та биле бугари, но барат и да признаеме дека македонскиот јазик кој официјално бил кодифициран на овој ден во 1944 година во манастирот Прохор Пчински, пред тоа не постоел. Бугарија неколку пати јасно ни порача дека без овие потези немало да ни дадат зелено светло за старт на преговори со Европската унија. Се поставува прашањето дали Заев со овие зборови наговестува дека е подготвен да ги прифати овие уцени и условувања. Јас сум уверен дека Република Бугарија е пријател и дека е многу блиску денот кога и македонскиот и бугарскиот народ ќе се уверат дека Бугарија нема да биде пречка за Северна Македонија. Заедно ќе го обезбедиме тоа, бидејќи од двете страни има паметни и способни луѓе, визионери, кои ќе си дадат шанса и ќе се разберат во интерес на своите народи. Заев денешниот говор го искористи да испрати порака до политичките противници, повикувајќи ги да не се докажуваат кој бил поголем патриот, бидејќи според него тоа го правеле поради политички цели. Престанеме да се биеме в гради за тоа кој е поголем патриот заради партиските интереси и заради повеќе гласови на изборите. Нема да престанам да повикувам да бидеме сложни и единствени заради граѓаните и заради татковината, за заедничкиот напредок. Во слоганот за Илинден годинава владата повторно го изостави зборот Македонија, а во Пеленце настанот беше проследен со повеќе културно-уметнички настани. Настап имаше ансамблот за народни игри и песни танец. Свој перформанс имаше хорот на Македонската опера и балет, како и две млади балерини од Средното музичко и балетско училиште Илија Николовски Луи. Настап има и представници од Националната установа за албански оре и песни во Македонија. Тоа и 18-те години од Илинденското востание и 77-те од првото заседание на АСНОМ ги честуваме во мигови кога македонските национални интереси се на удар од Бугарија, која бара да прифатиме се што бараат за да напредуваме во евроинтеграциите.